Џабе се крстиме на новите избори во Бугарија. Кој да победи? Нема да се смени бугарската перцепција за ветото кон Македонија, велат дел од аналитичарите за Алфа. Поранешниот македонски амбасадор во Софија Ѓорчев вели, доколку Бугарија и Македонија самостојно ги водат преговорите, нема никаква шанса бугарската страна да попушти и да го добиеме датумот за почеток на преговорите. Но и таа нова политичка влада, доколку се конституира и действува самостојно, без европски НАТО притисок, нема ниту за милиметар да отстапи од современата бугарска геополитика и ставовите на бугарската наука кон Република Македонија. Бугарското општество не е се уште во состојба, за жал, да ги надмени историските парадигми и небулози по така нареченото за нив македонско прашање, за чието решавање според бугарската политика единствено е одговорна Република Бугарија. Тоа е истовремено илузија на една бугарска метафизичка доктрина и конструирана емоционална еуфорија. Слично мислење со Ѓорчев дели и екс-амбасадорот во Лондон, Јован Донев, кој вели дека оваа влада е подготвена да го даде она што го бара источниот сосед од нас, а сега само се работи на формулациите на вордингот, за да се представи дека Македонија, иако го дала тоа што го барале од Бугарија, сепак добила нешто. Слично како со Преспанскиот договор, вели Донев. Она што се случува во моментот, и барем ја претпоставувам, дека се бара само компромисно решение за да може на македонската страна да покаже дека избоксувала нешто добро за Македонија. Значи, она што се случувало на 17 јуни и средбите што има контрадикторни информации и средбите за кои што нема информација се држа во Анталија помеѓу нашиот министер за надворешни бугарскиот колега, јасно покажува дека се работи сега на вордингот. Да се заводат бугарските барања, а тоа нас да ни се представи како победа, исто како со Преспанскиот договор. Иако аналитичарите и голем дел од познавачите на дипломатијата веќе долго време кажуваат дека македонската влада не треба да го бара спасот во новата влада која би се одбрала денеска во Бугарија, оти ставот на источниот сосед е и повеќе од јасен. Сепак премиерот Заев е оптимист. Вели дека очекува новата бугарска влада да даде позитивна одлука за Македонија во декември.